Се врече анкетите, но речиси 10 на 15 години, најбитно прашање на анкетите е вработувањето. И кај македонци и албанци, и кај млади, и кај стари, и кај жени, и кај мажи. Вработувањето е една од најјаките адути практично на ВМРО ДПМН и владата на Груевски, бидејќи тука СДСМ е тотален аутсайдер. И бројките го кажуваат тоа. Нас вечерва ни е гостин министерот Едине Спасов, кој е еден од тие кој директно раковода со плановите за подобрување на вработеноста. Господин Спасов, повелете, би сакал да разговараме само на таа тема. На страна политика, преговори и сето тоа. Има се повеќе работа. Како тоа се возможува, што понатаму може да очекуваат граѓаниве и која е компарацијата на она што го имаше, го имате и што имате намера до година да го остварите? Мерките кои што се реализираат преку Министерството за труд и социјална политика се реализираат преку оперативниот план за активни мерки и политики за вработување, кој што се базира на 3 столба. Едниот столб е грантови за самовработување, за формирање на мали компании. Вториот столб е субвенционираното вработување, кое што може да биде директно или пак индиректно во форма на трансфер на финансиски средства за субвенција на бруто или нето плата или пак во форма на ослободување од плаќање на социјални придонеси. И третиот столб се обуките кои што исто така се навистина значајни за зголемување на вештините на невработените лица и подобрување на нивните можности побрзо да се вработат. Бројките покажуваат дека само преку овие активни мерки и политики за вработување кои што за прв пат започна да се реализираат од оваа влада во 2007 година, досега се вработени над 41.000 граѓани. Ајде да збориме во бројки. Може еден телоп да добиеме број 1 од режија, телопот на компарација на невработени. Имаме 3 компаративни точки. Првата е владата на ВМРО ДПМН е предводена од Лјупчо Ѓорѓевски, онаа влада во 97 година. Значи, не, 94-97 е Бранко Црвенковски, до 98. Значи, првото е грешка моја, влада на СДСМ, 217.000 и нешто таму гледам невработени лица. Второто е влада на СДСМ под Бучковски, 366.000, ако добро гледам. И третото е сегашната ваша влада, која предводи Никола Груевски, 212.000 само невработени. Што значи дека дури и во 97 година имало повеќе невработени, кога се уште имаше инерција од југословенското стопанство затечено во Македонија, кога некоја фабрика и се уште работеше, бидејќи да се потсетиме најголемиот број на невработени кои ги создаде СДСМ 97 и 98 година. Откако се донесе 95-та, укинувањето на уставното име за меѓународна употреба и откажување од знамето. Значи, практично поминавме еден пат од 96-7 до 2015-16, еден долг пат, 20 на години, за да се поправат штетите што СДСМ ги направил 96-97 и конечно да се дојде до подобра вработеност отколку по распадот на Југославија. Имаме уште една бројка во проценти. Може ли да ја видиме? Во 96 година, тоа е власта Црвенковски со СДСМ, имаме 31,9 невработени. Значи да не бидат приказките било овака, било отака. Ова е година кога почнува, не завршува, кога почнува црната транзиција која завршува 98 и каде што уште поголем бројот на невработени. Потоа е влада на Бучковски, но исто така на СДСМ, влада на Црвенковски, Хари Костов и Бучковски поточно, 38% невработени наследува ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Денес имаме 26% невработени. Тоа е рекордно ниско ниво, ќе биде 25%, откако Македонија е осамостојана. Ова се бројките. Ова се 3 столба. Дали се само тие 3 столба? Или има и други мерки? Мерките кои што се нови и кои што даваат големи резултати како проектот Македонија вработува, кој што досега за 6 месеци отвори над 8.000 работни места. Минатата недела ја надмина бројката на 8.000 работни места. Кој проект беше проектот Македонија вработува? Проектот Македонија вработува беше ослободување од плаќање на социјални придонеси за повеќе категории на невработени лица, кои што се поранливи, значи, младите. Само по тој основ колку имаме вработени? Само по тој основ за 6 месеци имаме постигнато над 8.000 вработувања или пак просечно околу 45 вработувања дневно само преку проектот Македонија вработува, кој што покрај тоа што им помага на невработените лица
побрзо да стигнат до работното место, им помага и на македонските компании. Над 90% од компаниите кои што досега ги искористија поволностите се микро и мали компании со до 25 вработени. Тие имаат заштеда за ново отворено работно место преку овој проект во просек околу 1800 евра годишно, или пак досега ослободување за 12 месеци. Овие 5000 компании кои што ќе ги добијат ослободувањето од придонеси ќе добијат над 14 милиони евра ослободување или намалување на трошоците. Државата за да ги стимулира да ги вработат претежно млади луѓе. Да, и средства кои што им остануваат слободни за развој на нивниот бизнис, за проширување на нивниот државна бизнис, инвестиција во бизнисот, во за зголемување на бројот на вработување. И тоа е 50 на ден, скоро 50 на ден. Скоро 50 на Втората ден. мерка? Втората мерка е мерката за ослободување од плаќање на придонеси за млади лица до 29 години. Таа ја оведовме пред година и 6 месеци. Добре. Преку оваа мерка за година и 6 месеци досега имаме вработено над 10.000 млади лица. Од оваа категорија. Од оваа категорија. Оваа мерка влијаеше и на нејзина надоградба и на проширување и влезе во реализација во проектот Македонија вработува минатите 6 месеци, или пак комбинирано заедно овие две мерки без поклопување имаат вкупно 16.000 работни места создадено изминатава година и 6 месеци преку ослободување од плаќање на придонеси или пак намалување Колку на пари трошоци. државата тука плаќа, односно ги инвестира во стопанството? Како што Мамо кажав, 14,5 милиона. Како што кажав, 14,5 милиони, иако рачунаме на 10.000 вработени лица, околу 18 милиони евра дополнително. Тоа се пари кои директно државата ги дава во фирмите. Во суштина тоа е. Тоа е Не ослободување плаќаат за фирмите, компании. остануваат парите тука, може да купи трактор, може да купи камион, може да купува и да работи со тие пари да се Репроматеријали може да го прошири Што му својот треба. бизнис, да. Третиот столб, уште еднаш кажа? Третиот столб се обуките. Постојат најразличен тип на обуки. Оваа година започнавме со реализација на обуки во реални работни услови. Невработените лица кои што аплицираат имаат можност да се обучат во приватните компании на нивната механизација, на нивната опрема и на нивните машини. Меѓутоа исто така и обуки за побарувани вештини, за подобрување на нивните познавања за странски јазик, за компјутери, за напредни IT вештини кои што обуки коштаат и над 1.000-1.500 евра за невработените лица, за практиканство за најмладите до 29 години кои што само што завршиле средно или пак високо образование за да се стекнат со првото работно искуство, а голем дел од нив и да се вработат во компаниите каде што ќе стекнат првата пракса. Преку овие обуки изминатите 7-8 години се вработија 12.000 лица и за наредната година планираме да се опфатат околу 6.000 лица преку обуките или пак вкупно 13.500 лица преку оперативниот план за вработување за 2016 година. Овие што го зборите од прилика над 10% од невработеност. Ние планираме да инвестираме околу 11,5 милиони евра за да офатиме околу 13,5 илјади лица, од кои што 8.700 очекуваме да се Тоа е за вработат. периодот што следи. Тоа е за периодот што следи. Говориме дека со овие три столба, со овие три мерки, скоро 30.000 луѓе нашле работа. Плюс парите што останале во фирмите. Да, сите мерки влијаат за намалување на невработеноста во Република Македонија, која што очекуваме и понатаму да продолжи да се намалува со оглед на фактот дека преку најразлични системски пристапи, од кои што еден од нив се овие активни мерки и политики за вработување, се влијае на креирање на нови работни места во македонската И за крај имаме уште некоја минута, 31 минута сме веќе. Кои се мерките за наредната година освен нова? Тоа што го прави Министерството за финансии, економија, вие, вашиот економски тим купно. За наредната година, како што кажав, продолжуваме со реализација на овие мерки. Имаме предвидено, обезбедено средства во износ од 11,5 милиони евра кои што ќе се насочат за поддршка на сите овие мерки кои што ги споменавме за Има ли законски интервенции, помош, субвенционирање? се продолжува до месец април субвенционирањето, односно ослободувањето од плаќање на придонеси. Продолжуваме со реализација и со поддршка на формирање на 920 мали компании преку грант средства во износ од 200.000 денари за секоја основачна мала компанија, од кои што очекуваме да се постигнат околу 1000 вработувања. Продолжуваме со реализација на обуките, каде што планираме да се офатат 6.000 невработени лица, практиканството, каде што планираме да се офатат околу 1.500 лица. Продолжуваме со проектот Македонија вработува со ослободување од плаќање на социјални придонеси до месец април следната година, преку кои што, како што кажав, очекуваме над 8.700 вработувања. И дали може да очекуваме дека идната година ќе имаме невработеност
под 25% или околу 25%, да подсетиме, Македонија никогаш немала стапка на невработеност под 25, говориме за самостојна Македонија. Процентите точно не можеме да ги предвидиме, меѓутоа во секој случај овие мерки ќе влијаат и ќе дадат Бидејќи резултат сега имате на 26. на Ви треба само намалување. 1% да ги оборите сите рекорди на ефекти од вработеност во Македонија кога постои самостојно. Нашето дадено ветување е дека ние ќе одиме со сите мерки на кои што ги реализираме за да ја намалиме невработеноста во Република Македонија до 22% во нашиот мандат и продолжуваме со реализација на истите за да влијаеме континуирано од квартал во квартал да продолжи да се намалува невработеноста. Ја ви посакувам успех во име на овие 212.000 невработени кои чекаат работа. Да вистина се најмалку, но се уште се многу, луѓето очекуваат овие мерки да се најдат и себе си. Верувам дека многу мене од нив и ќе се најдат. Од кои што само 115.000 се активни баратели на работа кои што сакаат да учествуваат во Да, мерките и за следат вработување. процес на барајки работа. Значи околу 80.000, 90 се пасивни. Пасивни кои што се пријавуваат само на 6 месеци и не изразили интерес или пак кажале За дека не некоја сакаат да конкретна учествуваат во конкретните мерки за вработување. Ви благодарам.